Добравте повторно на каналот кај Bad Teacher Crypto и денеска ќе зборуваме за новостите кои што се случува во претходните денови и секако ќе направиме една техничка анализа на биткоин, златото и алткоините. Па да почнеме. Моментално имаме огромни ликвидации на позициите на биткоин. Овие жолти полиња се огромни лонг и шорт позиции кои што беа ликвидирани во изминатите неколку денови и верувам дека ќе продолжи така, се додека имаме луѓе кои што сакаат да се играат со овој пазар. Моментално се наоѓаме на 105.000, кои што се голем отпор за биткоин моментално и останува да видиме што ќе се случува во следните денови. А на мал time frame ја формираме оваа формација, односно bullish flag, која што резултира со зголемување на цената нагоре. Имаме малку странично движење и потоа продолжување на цената нагоре, што би значило дека на овој мал time frame цената би се придвижила до некои 110.000. Моментално имаме формирање на триаголна за биткоин, кој што имаме странично движење и потоа пробивање во надолната страна, ликвидирање на голем број позиции, пробивање на ова дно тука и враќање во V-shape форма. Имаме страв од повторно паѓање, се додека не ја пробиваме оваа тренд линија тука, имаме пробивање, ретест и продолжување нагоре. Етериум пак ни покажува дека сме во фаза на реакумулација, односно имаме странично движење, ликвидирање на голем број на позиции, ликвидирање на голем шорт позиции, ликвидирање на голем број на лонг позиции и враќање на цената надоле во спринг. Моментално би следел ретест на ова пробивање и ретест, а потоа продолжување полека нагоре. Моментално ја гледаме картата на базата во Катар, која што можеме да забележиме дека има голем број на авиони во тој момент, но подоцна откако се случуваше нападот, можеме да забележиме дека базата е празна, што значи дека ова всушност беа само вести кои што беа манипулација од страна на големите играчи и медиумите кои што секогаш тоа го прават на пазарот. Како што кажеме во претходното видео, имавме таргет од 97.000 до 93.000, кој што моментално го достигнавме, но го достигнавме на одредени менувачици, не го достигнавме на сите. И моментално сме во обновување на овој тренд, кој што ќе видиме дали ќе продолжи во нагорна насока. Се додека сме испод оваа тренд линија, имаме може за паѓање повторно во овој канал тука и можеби потенцијално одбивање. Но битната тренд линија која што треба да ја гледаме е моментално оваа тренд линија која што уште не е достигната. Останува да видиме и доколку ја пробиеме оваа тренд линија. Многу значајно ни е да ја пробиеме и ова, за да можеме да очекуваме поголеми цени за биткоин, но сега за сега останува да видиме. Едни интересни делови од чартот кои што би сакал да ви ги покажам, можеме слободно да се вратиме во 2023 година. Моментално имаме пробивање на дневниот циклус, кое што по правило би ни прикажувало движење во надолна насока, но биткоин е уникатен и тоа ни го покажува тука, бидејќи кога го формиравме претходниото DCK low во 2023 година и тоа погледнете кога се случува во август и септември, во јуни имаме пробив на цената, потоа малку странично движење и во јули повторно пад, доаѓање до претходниот day cycle low, странично движење
пробивање на овој day cycle кој што се формира после тоа, пробивање и враќање во висше форма и продолжување нагоре. Потоа пробивање на оваа тренд линија тука и што следува повторно движење нагоре. Иста ситуација имавме и кога го формиравме дното од претходниот bear market, па тука можеме да измериме овој дневен циклус, кој што исто така имаме пробив на претходниот дневен циклус, можеме да забележиме тука, но овој пат имавме пробивање само со една свеќа и повторно враќање на цената тука, мала консолидација и повторно продолжување нагоре, додека пак тука имавме неколку пробивања на претходниот дневен циклус, кои што можеме да ги забележиме тука. Имаме едно пробивање на дневниот циклус, ликвидација на позиции, повторно пробивање на дневниот циклус, ликвидација на позиции, повторно пробивање. Значи, 3 пати сме го пробиле ова дно и тоа се до half cycle low, односно до средината на дневниот циклус, што значи дека и тука и во претходниот случај имаме инверзија, односно пробивање на претходниот day cycle low, каде што half cycle low постанува day cycle low. Тука и продолжуваме нагоре и можеби тука моментално добивме нешто вакво, каде што го пробивме претходниот day cycle low, можеме да видиме тука пробивање, више прекавари и можеби би продолжило нагоре. Се додека не пробиеме тука, останува можноста за придвижување повторно надоле во half cycle low, односно тука може да измериме half cycle low. Тоа би се случило од 5 до 6 јули, не значи дека ќе го пробиеме повторно, но би очекувале повторно некој благ пат, можеби, или пак движење во страна до следниот day cycle low и повторно продолжување нагоре на цената. Многу пак работи ќе ни се разнесат кои ќе ги погледнеме обврзниците. Секогаш кога имаме пат на приносот на обврзниците, имаме и пат на каматните стапки. Секогаш кога имаме зголемување на приносот на обврзниците, имаме и изголемување на каматните стапки, што значи дека моментално формираме некој даунтренд со кој потенцијал продолжи надоле. Тоа е тоа што можеме да очекуваме од обврзниците, а големи се шансите за намалување на каматните стапки. Тоа можеме да го покажеме тука. Се повеќе ќе гледаме ваков наратив кога ќе се придвижуваме до следниот септември или август, па така останува да видиме што всушност ќе се случи во тој период. А сега да го погледнеме малку и Етериум. Етериум кој што го достигна ова ниво, кој што ние го бележавме, имавме точно одбивање од линијата на Фибоначи. Само да ја наместиме од претходното дно до претходниот врв. Имаме фитил тука кој што пробени за ова линија и повторно се враќа во V-shape. Така да видиме, ова е веројатно акумулација, реакумулација која што ќе има sideways движење. Но мислам дека нема да имаме многу голем алткоин сезонот, доколку пак ова доминација на биткоин не престане, која што во одреден момент мислам дека би требало да престане, но сега за сега овој чарт само оди нагоре и тоа е тоа. Моментално имаме
моментално пристигнуваме на значаен отпор за ова биткоин доминација на овој чарт, што значи дека едноставно многу лесно може да пробие ретест и повторно да продолжиме само нагоре, бидејќи институции го движат овој bull market, сигурно нема да инвестираат во некои повеќе ризични капитални добра како алткоините, така да тоа е тоа во врска со тоа. Тука мораме да видиме како ќе затвори. Дневното затварање на свечите е многу битно. Што очекуваме за биткоин сега? За биткоин моментално очекувам да пробие тука, се додека сме испод оваа тренд линија, имаме можност да го достигнеме ова ниво, па дури кога ќе го пробиеме ова ниво, може да идеме вака и повторно да го пробиеме дното. Значи, најсигурната опција ни е пробивање на оваа тренд линија, со која што имаме ретест тука и продолжување на цената нагоре. Сега да погледнеме други некои алткоини, пример, можеме да го погледнеме Link, одлично движење денеска за Link, мислам дека направи некое партнерство со Mastercard, имаме доаѓање до оваа тренд линија и сега очекуваме пробив тука. Друг интересен чарт е XRP, кој беше многу омрзен коин во претходниот период. Уште сме во странично движење кај него. Можеби ќе пробиеме во следните денови кога биткоин ќе пробие. Така да останува да видиме. Тоа е тоа за денеска и искрено би сакал да ви се заблагодарам на сите кои што сте дел од оваа заедница. Слободно споделете го каналот и видеата, можеби ќе помогнете на некој кој што би сакал да си го промени својот живот, да се запознае со нова материја за која што многу малку се знае во Македонија. Слободно можете да оставите било каков коментар или пак доколку имате некакво прашање. Се гледаме, поздрави. Чао, чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my